Цените на горивата продолжуваат да растат. Од ноќеска на полнок бензините ќе поскапат за 7 денари, а дизелот за 6,5 денари, со што прв пат по подолг период дизелот ќе надмине 90 денари за литар. Со најновите информации од терен ја вклучуваме Елизавета Дамјановска-Спасеновска, па Бети да чуеме каква е ситуацијата. Метеж беше видлив уште пред неколку часа, па дали е поразлична сликата сега? Добро вечер, Бурче. Си уште се забележува метеж на бензинските пумпи, на низ дел од бензинските пумпи во Скопје. За разлика од претходниот линк, односно од линкот кој што го имавме во 15 часот, сега можеме да забележиме дека има мало олеснување на метежот, меѓутоа се уште има голема раздвиженост овде во населбата Влај, каде што се наоѓаме ние во моментов. Инаку оваа раздвиженост и на некој начин би можела да кажам периодично и која што создава и колони возила се случува откако денеска регулаторната комисија за енергетика соопшти дека од ноќеска на полнок цените ќе се продаваат по нови, по висок горивата ќе се продаваат по нови, по високи цени, што ќе значи 7 денари повеќе за литар бензин и 6,5 денари повеќе за литар дизел. Инаку дел од возачите кои што овде трпеливо чекаа да наточат гориво по се уште старата актуелна цена, ги прашавме дали стравуваат дека е можно да снема гориво во државава, меѓутоа сите беа оптимисти дека оваа криза ќе се среди наскоро, а во однос на цените коментираат дека не е во ред ваквото покачување, а некој од нив упатија и порака и апел до надлежните да сторат се што е во нивна моќ за да не продолжи овој тренд на покачување на цените на горивата, па да слушнеме што кажа пред нашата камера. Се плашите дека може да снема бензин? Не се плашам, мислам дека таа е вештачка криза, нема да се случи. А во однос на цените? Од цените не сум задоволен, треба државата да реагира најверојатно околу тоа или тоа на некој начин да или да се зголемат платите или да се снижи цената на горивата. Мислам не треба да е таа цена, нормално дека не треба. Али да ме плаши многу не се секирам. Мислам дека ќе биде све во ред. А во однос на цената? Па добро, сега цената малце плаши, да. Дали некаде сте забележале да биде поевтина, а некаде поскапа, бидејќи имаше и апел дека на одредени бензински ќе има и поевтинување од 2 денари? Не. Така, иако станува збор за утврдување на максималните цени на горивата, од регулаторната комисија за енергетика упатија и апел до бензинските пумпи да ги намалат цените на горивата, особено поминато неделниот договор кој што рафинеријата Окта го потпиша со владата, во кој што беше наведено дека тие ќе ги продаваат 2 денари поевтино горивата на компаниите кои што потоа ќе ги снабдуваат граѓаните со гориво. Меѓутоа на оваа тема повеќе детали ќе слушнете од прилогот во продолжение кој што го подготви колешката Сандра Спасовска. Нов скок на нафтените деривати. Согласно последната одлука на регулаторната комисија за енергетика, цената на дизелот втора недела поред оди во нагорна линија. Овој пат се покачува за нови 6,5 денари за литар, а бензините 95 и 98 ќе скокнат за 7 денари по литар. Од ноќеска на полноќ па се до следниот понеделник, согласно новиот ценовник, дизелот ќе се точи по цена од 92 денари за литар, додека бензините 95 по цена од 86,5 денари и 98 по цена од 88,5 денари за литар. Во образложението од комисијата велат, врзновата цена влија и растот на нафтата на светските берзи, но и курсот на доларот, кој во однос на денарот изминативе неколку дена имал континуиран раст. Од регулаторна уште еднаш повторија, цените кои тие ги одредуваат се максимални, па велат компаниите и на голямо и на мало можат да ги продаваат горивата по пониски цени од утврдените. Дополнително повикаа компаниите да го испочитуваат договорот меѓу владата и Окта.
Регулаторната комисија за енергетика им укажува на нафтените компании да ги намалат малопродажните цени за 2 денари по литар согласно договорениот попуст од страна на владата со главниот добавувач ОКТА, со што ќе овозможат бенефитот од ова намалување директно да го почувствуваат граѓаните. Сепак овој договор меѓу владата и ОКТА останува само како апел. Според најавите, попустот требаше да важи веднаш по неговото официјализирање в петокот, па се до крајот на месецов за сите компании кои се снабдуваат од рафинеријата, но за сега нема информации дека некаде се применува. Од ОКТА и денеска за Канал 5 уверуваат дека компаниите од нивна страна добиваат попуст, но не можат велат да им наметнат истиот да го применат и за крајните потрошувачи. И со новата одлука на регулатор на акцизите остануваат фиксни, кај дизелот 15,5 денари за литар, а кај бензините 22 денари за литар. Од владата постојано велат дека ја следат состојбата и доколку се исполни законскиот праг ќе се прогласи кризна состојба и ќе се овозможи нејзино намалување за 2 денари. Дополнително, премиерот Мицкоски спомена говорениот попуст од страна на владата со главниот добавувач ОКТА, со што ќе овозможат бенефитот од ова намалување директно да го почувствуваат граѓаните. Сепак овој договор меѓу владата и ОКТА останува само како апел. Според најавите, попустот требаше да важи веднаш по неговото официјализирање в петокот, па се до крајот на месецов за сите компании кои се снабдуваат од рафинеријата, но за сега нема информации дека некаде се применува. Од ОКТА и денеска за Канал 5 уверуваат дека компаниите од нивна страна добиваат попуст, но не можат велат да им наметнат истиот да го применат и за крајните потрошувачи. И со новата одлука на регулатор на акцизите остануваат фиксни, кај дизелот 15,5 денари за литар, а кај бензините 22 денари за литар. Од владата постојано велат дека ја следат состојбата и доколку се исполни законскиот праг ќе се прогласи кризна состојба и ќе се овозможи нејзино намалување за 2 денари. Дополнително, премиерот Мицкоски спомена можност да се намали ДДВ-то од 18 на 10%. БТБ поминаа веќе 3 дена од оној најавен попуст од 2 денара, но за сега го нема на пумпите. Дали има некакво објаснување од нафтените компании? Така е, Бурче, има известување, односно предмалку од компанијата Макпетрол преку соопштение се огласија токму на оваа тема. Тие информираат дека иако владата и ОКТА јавно информираат дека договориле попуст на набавната цена на горивата од 2 денари, како што пишува во нивното соопштение, до нив не е пристигнато официјално известување, врз кое, како што велат, би се промениле договорените услови помеѓу двете компании, а дополнуваат во соопштението дека наместо тоа од страна на добавувачот и понатаму се испраќаат фактури во полна сума, односно без најавениот попуст. Макпетрол уште еднаш нагласува дека ова не е вистинското решение за конкретната ситуација, зашто потврда се доби и преку зголемените цени, кои денес ги објави регулаторната комисија за енергетика. Како што укажавме, огромна е веројатноста цените на суровата нафта и понатаму да растат. Тоа значи дека ако не се направат соодветни решенија, штети ќе трпат и граѓаните и целата економија. Според Макпетрол, најдобро решение за надминување на проблемот за сите засегнати страни е замрзнување на набавните цени на нафтините деривати, а со тоа и на малопродажните цени, како што е пракса во регионот и во Европа, стои во дел од соопштението кое што оваа компанија го испрати предмалку до нашата редакција. Инаку, некаде пред крајот на ова линковско вклучување би сакала да додадам и дека опозицијата денеска повика да се прифатат нивните предлози за намалување на цените на горивата, односно намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%, намалување на акцизата за 4 динари и укидување на ДДВ-то за основните прехранбени производи. И уште една информација, денеска околу 15 часот падна за 5,56% цената на нафтата на светските пазари, односно таа до овој момент се движеше некаде до $93 за барел, откако неколку танкери за енергија успешно помина низ Ормунскиот теснец. И со тоа ги зголемија надежите на трговците дека ќе можат да го користат и понатаму овој клучен
сигурен премин, односно транспортен пат за и понатаму успешно да доставуваат нафта. Ова се информациите кои што во овој момент би можеле да ги споделиме со нашите гледачи. Студио? Така, ти благодарам Елизавета Дамјановска-Спасеновска со сите информации околу најновото зголемување на цената на горивата.